Подобрување на туристичкиот потенцијал на регионот со примена на иновативни средства за туристичка промоција, преку подобра заштита и одржливо користење на природното и културното наследство е целта на двегодишниот проект од меѓуграничната соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, насловен како промоција на туристички атракции во 3D, кој го спроведе Центарот за развој на Североисточниот плански регион заедно со областа администрација во Ќустендил. Проектот траеше 24 месеци и е инфраструктура. Неговата вредност беше 495.000 евра. Се надевам дека успешно ги реализиравме сите активности кои беа поврзани со промоција на туристичките атракции во нашиот регион, во Североисточниот плански регион и во Ќустендилскиот регион. Во Ќустендилскиот регион има 9 општини, нашиот регион е составен од 6 општини, така да како една од активностите беше и инвентаризација и категоризација на поважните туристички локалитети во овие општини. Значи 9 и кај нас 6, да се 15. Направивме промотивни 2-минутни 3D видеа за секоја општина, значи за нивните особености и поважните туристички локалитети. Набавивме за Ќустендилската област пократна, значи мобилна 3D опрема, со која правиме роуд шоу, значи ни секоја од општините, исто така со промоција на овие локалитети. И во Крива Паланка, во двете сали, направивме инфраструктурна интервенција, така што ги опремивме, значи ги реновиравме и ги опремивме со најнова 3D видео опрема. Резултатите од проектот ќе бидат од корист за населението од двата прекогранични региони. Реализираниот проект треба да доведе до зголемување на протокот на туристи, што ќе влијае на севкупниот одржлив развој на регионот, со намалување на сиромаштијата, создавање на дополнителни вработувања и социјална и регионална кохезија. Покрај тоа се надевам дека со неколку заеднички состаноци кои направивме помеѓу општините од овие два региона, ги запознавме луѓето кои се работат во областа на туризмот меѓу себе и се надевам дека овој проект ќе има некои придобивки за нашиот регион, односно ќе го промовира туризмот на едно повисоко ниво. Проектот започна на 16 октомври 2016 година, траеше 2 години и ќе заврши на 17 октомври со завршна пресконференција која ќе се одржи во Крива Паланка со почеток во 11 часот.